Дали некогаш сте се запрашале што се крие за тие верни очи? Па, некои од нашите најдобри пријатели имаат, ајде да кажеме, неверојатни тајни. Денес ке зборуваме токму за тоа, за екстремни физички способности на кучињата. Зборуваме за брзина и сила, кои се далеко надвор од нашите, човечки граници. Замислете вака. Што ако она што го сметаме за нормално кај кучињата е всушност нивна скриена супермоќ? Токму тоа ќе го истражиме сега. Ајде да ги откриеме овие навистина извонредни таленти. Добро, значи нашата приказна за овие кучешки супермоки се фокусира на два главни таленти. Значи, имаме две групи. Од една страна, тука се спринтерите, вистински атлети создадени за, чиста брзина. А од друга страна, мокниците, каде што се врти околу суровата сила на нивниот загриз. Ајде да почнеме со брзината. И така, влегуваме во светот на најбрзите кучиња на планетава. Ова се раси кои се буквално создадени за брзина. Кој е на врвот? Секако, грејхаундот. А неговата максимална брзина? Држете се, неверојатни 45 милји на час. Тоа е речиси 72 километри на час. Зборуваме за чиста експлозивна моќ. Чекајте, за да сватиме колку е тоа брзо, ајде да го споредиме со човек. Значи, дури и најбрзиот спринтер на светот не може ни одблиску да се мери со ова. Едноставно покажува колку се неверојатни овие животни. Ама, грејхаундот не е единствен во овој клуб на брзината. Веднаш до него е Салуки, познати како персиски грејхаунд, кој речиси исто толку брз. Потоа, тука си и елегантниот афганистански хрт и атлетската висла. Сите тие достигнуваат импресивни 40 милји на час. Значи, имаме цела елитна група. Океј, овие бројки се стварно импресивни. Ама, прашањето е, како воопшто ги знаеме? Како точно се мерат овие неверојатни брзини? Од каде ни се податоците? Излегува дека податоците доагаат од три главни извори. Прво, имаме официјални настани, како трките со грејхаунди, каде што се е професионално и прецизно измерено. Второ, тука се научните студии. Таму се користат радари, камери со голема брзина, значи сериозна технологија. И трето, нешто што е можеби помалку прецизно, ама сепак корисно, тоа се наблюдувањата од самите собственици. Добро, доста зборувавме за брзина. Сега, ајде да направиме пресврт и да се префрлиме на сила. Време е да ги погледнеме тие моќни вилици и да видиме како се мери силата на загризот. Сега, пред да фрламе со бројки, мора да знаеме што мериме. Зборуваме за PSI, што е кратенка за фунти по квадратен инч. Тоа е стандардната единица за притисок и со неа се мери силата на загризот. Значи, ова е клучниот показател што ќе го гледаме. И сега, шампионот. На врвот на листата е турскиот кангал. Силата на неговиот загриз е, пазете, 743 PSI. Само да го повторам тоа. 743. Тоа е едноставно кажано огромна моќ. А оваа табела совршено го покажува тоа. Само погледнете ја разликата. Кангалот е буквално во своја лига. Да, ротвајлерот е неверојатно силен со 328 PSI и германскиот овчар со 238 PSI исто така, ама кангалот, тој е далеку пред нив. И повторно се прашуваме, како се доаѓа до овие бројки? Па научниците користат специјални уреди, мерачи на сила на загриз. Во контролирани услови се разбира, кучето го загризува уредот. И така се добиваат точни и споредливи податоци. Океј, видовме импресивни бројки, и за брзина, и за сила. Ама, тие бројки не се целата приказна. Ни од далеко. Вистинската приказна за овие кучиња оди многу подлабоко од чиста статистика. И ова е, можеби, најважната поента од сето ова. Силата на загризот сама по себе не кажува ништо за однесувањето или темпераментот на кучето. Да се биде силен не значи да се биде агресивен. Моќта е едно, а карактерот е нешто сосема друго. Па, што е тогаш навистина важно? Што го обликува карактерот на едно куче? Одговорот лежи во три клучни работи. Прво, одговорно сопствеништво. Второ, правилна обука. И трето, социализација. Токму овие работи, а не бројките за брзина или сила, го прават едно куче навистина исклучително. И така, на крајот, останува прашањето.
Да, брзината и силата можат да се измерат. Ама, што е тоа што го прави едно куче на вистина посебно? Ги истраживме границите на нивните физички способности, но можеби вистинската супермоќ лежи некаде на друго место. Можеби лежи во врската што ја создаваме со нив.